Почитувани граѓани, почитувани медиуми, скандалот со Фондот за иновации стана како индиската серија Малечката невеста. Трае и никако да престане. Само што ова не е љубовна серија со индиски глумци, туку серија на криминал во која што единствена иновација над преварот кој може да украде повеќе за што покус период, а главните улоги се функционерите на СДСМ. Последен во низата на сомнителни иновативни криминали е случајот со фирмата Stratum Reed Doyle Скопје, чиј собственик е Весна Кузмановиќ, која добила грант, иако била ангажирана од фондот да биде консултант, да им ги пишува предлог проектите на другите фирми кои што аплицирале. Тоа значи дека им била ангажирана да помага во пишување проекти за други фирми кои конкурирале за грант од фондот, добила грант со собствената фирма. Вчера прашавме дали луѓе од фондот се состанувале со менаџментите на компаниите, а денес гледаме дека ангажирана во фондот за иновации и пишување проекти добила грант. Одговорот го добија граѓаните уште веднаш. Јавноста прашува дали овде постои основан сомнеж дека се работи за договарање во 4 очи со лице кој има конфликт на интереси. Ниту фондот, ниту Кузмановиќ не почувствувале потреба да биде изземена при доделување на грантови, што отвара сомнеж дека имале фаворизирана позиција во доделување на грант за наводна иновативност. Почитувани, иновативниот криминал поврзан со фондот, веќе целата јавност го виде и тој тежи 10,5 милиони евра. Овде има работа за основното јавно обвинителство колку им душа сака. Конфликт на интереси, злоупотреба на службена должност и уште десетици други дела казниви според законската легислатива на Република Македонија. Не треба човек да биде правник за да види дека овде има основа за кривично гонење на иновативноста во десетици случаи за испумпување на народни пари во приватни џебови. Јован Деспотовски како директор на Фондот за финансирање на партиски подобни фирми со иновативни идеи за влечење буџетски средства, како и вице-премиерот Андјушев, пратеникот Хари Локвенец, советничката Цветанка Ласкова и другите вмешани лица во оваа коруптивна мрежа треба да се истражат и ако се потврдат сомнежите, да се повикаат на материјална, но и на кривична одговорност. А до тогаш, додека се истражи, додека криминалот да понесат морална одговорност, да си поднесат итни оставки, за да не влијаат на истрагата која што предстои. Благодарам.